Зоран Наковски од Правда за сите. Од куде тој име Правда за сите? Знаемо како стоимо с правду у овој држава. Још од 2003 година, од како почнава луѓе да идев на проект, затоа што овдека многу имаше избор, толку радни места да не може сва да се одлучив. Така е. Куде да отидев? Правда за сите. Какво сте ви здружени? Правда. Ми сме Правда за сите зашто тражимо правду. Али мислам дека требаше да го сменимо име Правда да биде у неправду за сви, пошто ми се за тој неправду и правду боримо, ајде да го измешам некако да биде поинтересно. Убаво кажа ти, да, од 2003 од овој град Куманово искочува многу луѓе. За сви овие 23 години мислам дека е бројка околу 15.000 човека што се отиште на тој проект тамо да работи. Донесени су негде можда 15 милиарди долара до сега. Тоа е некоја си неофицијална бројка, ама сви го знаемо и гледамо го во Куманово дека су тој пари донесени. Знаемо дека ако ми не отидесмо на тој проект тамо, дека Куманово ќе беше како Паланка, да не кажем, мада Паланка е секпа многу боле од Куманово. Пази какво споредуеш. Да, многу е боле. Ајде да кажу некој село, може да кажу, некој споредбо. Така да, ми смо тие што ги изградива овие зграде, куќе, не знам, нови авто да се возив и бизниси на многу наши сограѓани, да ги кажу, што и не поддржував и не поддржував за овој правду или неправду. Кад се каже поддршка, од кога највише очекувате поддршка? И дали мислиш дека тој на мене лично ми звучи онако не фиктивно, него само како некој жаргон што се употребува, како оние синтагме засегнати граѓани, здисани граѓани. Не знаев од толку паре што да правив, па сега идев против државу. Неуки луѓе, површно што читав информација. Дали беше тоа еден од мотиви да се формира здружение, која by the way е многу е одлична идеја, jer само здружени може да се надамо барем дека ќе има правда за сви. Тоа е еден од мотиви, да. Пошто ако ги читамо коментари у почеток што ни беспа, кога почнамо да се здружуваме туја само иницијативно, по улице и протестирасмо, по Facebook и по сви други социјални мрежи, да не кажу плюкаства, наш сопствен народ. Оно како викав од историја, македонецот с македонца си имае проблеми, не имае с Турци или не знам кои су не тоја биле на овие простори. Така да сами сме си ми криви за све. Јас знам многу од наши колеги што неќев да искочив да не поддржив, иако имав и решение и све, и се оградував на тој, јас си плати, па вас кој ве шиша. Пошто не сте из Ниша. Да, така да замисла беше да го направиме овој здружение, прво да не отцрнуев дека смо ми политички настроени. Али Зоран, овој не е убаво да се каже дека сте исполитизирани, али овој е на некој начин политички проблем. Овој е политички проблем у смислу на тој дека нема правда. Да, нема. Има Министерство за правду, има и други институции. Да. Мислиш ли дека на крај на ден ќе може да се донесе заклучок у правду за сите, дека институционално ми многу слабо стоимо и дека имамо некомпетентни луѓе поставени на одредени места кои што треба да го реши проблем? Овој наш проблем само институционално ќе го решимо и политички ќе го решимо. Ако има политичка воља, пошто сви знаеме дека овој проблем, мислам да кажеме проблем и не е проблем. Ми 23 години работимо по тие проекти и никој за тие 23 години не праша нас дечки или не ни кажа треба да платите данак, дека донасате ги тие црни пари од негде или не знам како да ги кажу тие пари, пошто тие пари кои нас су биле прокнижени низ наши банки најлегален начин.
Така да никој до сега нас не известија и проваѓа сега толку години и onda пуда ќе се враќамо сега имате нешто да платите или Не е овдека, колку што може да свату, овдека не е проблем само затоа што луѓе су ги потрошиле пари и немав да платив, него проблем е сама одлука на тај фамозен члан 5 од Закон за персонален данок, за кој што треба да се тумачи правнички, да се тумачи како што треба, али сега мислиш дека купуев време с еве меѓу другото и препоруку од 25 февруар од седницу на Совет на општина Куманово, вика препорака до сите засегнати граѓани, еве ги од Куманово, да ги искористат сите правни средства предвидени со закон за кои сметаат дека се потребни легитимни и покрај нашите политички заложби и препораки. Ово е толку не дека не е јасно, него ово е толку генерички, ово е толку, па они га користивте уствари политички жаргона и имам утисак дека вас сакав да ве окривив дека политички га третирате проблем. Каква е оваа препорука? И па тај препорука е Совет ни кажува дека ми треба сами правно да се бориме, како ми да не знаеме дека треба сами да се бориме, али ајде веќе се вратиме на овие препоруки, тоа е пета од нива, нели препорука. Нели како што знаеш сама и гледала си го седницу и пратиш ги сигурно добро. Овој со посебну пажњу сум го изгледала. Така да има смо ми три наши предлози и ставке на што си тражесмо цело време и од Совет, и од директорку, и од премиера. Значи, тој ни бесва три наши точки што не се трзасмо од тоа. На сите тие координаторски, да ги кажу, средбе што ги прависмо с председател, кои сви координатори, ми не бегасмо од тие тачки. Имаше од едно другу опозицијску партија, да ги кажу, па и партија не е партија, да не знам како се водив, имаше препорачано може 8 или 9 тачки, кои што од сви тие средбе, они су ги разгледале и напишале ги што мислив они. Тие на некој начин не сви опфаќа со нас и беса прифатени од нас. Председателка и други координатори 2 дена ги разгледувасва тие и донесева конечно одлуку за овие изфилтрирани, може ги кажу некако ајде, препоруке, 4 и 5 е до нас. И на предзадњу координацију ми мораше да ги прифатиме на некој начин, пошто нели иде Совет, немамо данови. После тој координацију ми достависмо барање за уште 2 препоруки, што ги пуштимо преку архиву, нели да си биде официјално, па не оној да си кажеме на телефон или нели. На службен мејл да биде. Сак дали некој го отвара или не? Знам, тој службен, тоа е веќе друго питање. Да, или архива касни малку, али добро, така да архива увек касни. Добро, или не дај Боже се запали или се поплави. Препоручи го на архивот, викам, можете ли, викам, што побрзо да се достави. Така да и така и бидна. Бесмо повикани и на еш едну координативну средбу за тие 2 тачки. На тој средбу има смо интересну расправу едну. И бесмо ни одбиени и тие 2 тачки, така да останамо на овие 4 изфилтрирани препоруки, да кажеме. Знаеш како се сети, не само ја, него с луѓе што разговара, што су го гледале седницу сега, овој последњу, тотално у недоумицу, кад виде дека уопште не беше јасно представен момент зашто на претходну седницу толку многу луѓе гласасва против уопште да се стави предлог тачка за засегнатите граѓани што имаат проблеми со УЈП. Прво погрешна формулација. Ви не сте засегнати граѓани што имав проблеми со УЈП. УЈП има проблем што не може да ga реши со ваши барања и препоруки. Значи, ја не знам како да ga третирам време од кад требаше да се стави први пут од ред за Куманово, кад се предложи да се стави тачка и толку сви бесва енергично против,
Што се у тој време и до сега, до 25 февруар, што се смени? Мишлење се смени, службен мејл се некој почна да го отвара. Што се смени меѓу време? Знае ли некој? Па сигурно знаев они што се сменило и ми знаемо. Од прво пету, да го кажеме, пета седмица што беше, ми само иницијативно ни текна прво, викам, ајде, ќе пуштиме едно барање до Совет, чисто да видиме дека, знаемо дека и Совет е наједно законодавно дело, да кажу, не дело, него, како да кажу, добро, институција, законодавна институција у Куманово, која има поголема ингеренција, да кажеме, над градоначалник. Тако е да ми гледаме тој, нели, и тако е. И тако е да, тај ни беше замисла да тражимо и од Совет да ни помогне на нас, граѓани на Куманово. Ми не тражисмо Совет на Кавадарци или на Охрид, него на Куманово, пошто ми сме од Куманово туја. И ми сме го изгласале тој Совет на некој начин. Тако е да пуштимо барање до нима. Малку ги каснеше тој барање, па ќе го каже оној архива касни. До архиво е, не е до ним. Добро, стигна тој барање на време и колку се сеќам, у почеток на седмицу претседателка прочитала тој наше барање, ама сама кажа дека ќе биде одбиено, ама ја го знам дека ден пред тој дека ќе беше одбиено, пошто бесмо повикани каде њума и кажава ни дека не може да се стави тај тачка на дневен ред, за тој што не смо ги на време, известиле, иако бесо известени неколку дана, да кажу, ајде 3 дана мисля дека беше. Па за тој купуев, они цело време уствари купуев време. Исто не ми е јасно ни с гласови. Кружи веќе прича, макар само непуни 2 дена су прошли од задњу седницу, од 25 февруар, кад го снимам овој, постои прича у град дека чак што имало и обструкција со тон, бшкат се гласало. Ја неќу да иду у тој насоку да мислу дека су обструкции. Ја сега неќу да шпекулирам. Технички проблеми ти ги кажам. Ајде да ги кажеме технички проблеми, али с гласови што се деси? Ајде прво, с гласови кој, нели, имаше една предлог точка поставена од допуна на овие наши препоруки од опозиција. И тај предлог точка беше да се повика свите пратеници од Куманово ништо, не да се повикав, него Совет да ги повика, да ги даде правац, нели, или добро, да ги вика, може они да гостуев, нели? Не да гостуев, него и да го поднесев автентично, повик да го поднесев автентично толкување на члан 5 у парламент, пошто нас тај члан 5 многу ни треба, на свите нас одека, зашто ми 20 години сме се оградувале на тој члан 5. Значи, ми сме биле 300 дана надвор од овој државу, а закон вика 183 дана. Ако си повишке, не си подлежа на данак. Сега тоа е, нели, двосмислено малку. Кој како сака си го чита и сваќа. За жал, не треба тој свакако сака да си го тумачи. Имало зборче едно или. Вика или тој, или сакам да го читам или неќу да го читам, али ајде, тој не е бит. Така да предлог беше поставено за допуна на тачку и беше гласање. Сега ја лично прв пат иду у Совет и сам изненаден на кој начин работи Совет, али супер, ајде да кажеме. И имаше гласање и у еден момент се изненади кад искочи на екран дека 14 су за, 11 против и 2 мислу дека 3 воздржани беа. Ја викам и браво, вајкам, овај тачка ни е многу потребна, нели, ќе се помогне некако бар. Ама претседателка вика, не вика, ќе го прегласаме овој гласање, еден од советници не бија туј. Али добро, ајде, и пакат помислиш, и еден да не бија туј, нели, ајде, па јас си мислил себе добро, ќе биде 15-12 или 14-12, па е за нас добро. И кажала, не поединечно ќе гласамо, добро, ајде, поединечно гласави, почнуев, читав ги тамо,
толку тихо зборив или покажував со прсти само да го кажев дека неќе да Дома би беше до крај телевизор не пуштен може да затоа што чуеш. ти Па ја не можеше да чуеш што беше таму, а не ти на телевизор да Тако е, чуеш. па ставив рук, па баш у тој момент се закашлев. Да. За да не видиш. И такој да на тој гласање искочи дека ни пада у воду тај тачка. И колку без за, па не знам на крај нега, мислам дека не чуам, а не се прифати. 17. Тако е да, сви, најверојатно сви. 17 за. 17 против. Против, не за. Значи требаше за да биде. Чекај вака. Бесва 14 за, 12 против. 11 11 против. и 2-3 воздржани без. И 2-3 воздржани. И после кад беше поединечно гласање, Тоа беше 17 против, аха, 12 за или колку беше таму, не знам. Тој бројко не го знам, пошто мислам дека тој поединечно е само се каже в резултати, не искочи на оние екрани таму. Да, не може да искочи. Стварно сам изненаден од тој гласање. Па зашто? Мислам дека ако увек се такој гласав, изненаден. мислам дека не би требало така. И после има некој уста да каже дека опозиција или ви правите политичку сценографија од свето е. Кад овој што е? Да, и оној, да, и тој и оној друго беше интересно куде што док бесмо ми на совет, мислам дека ја док сам го читаја тој говор нели наш, бесме исклучени од телевизија. Ја пишував ми луѓе поруки, вика немате вика на ТВ+. Вика има спотови некои музика. Добро, на општински сајти и шло Да, цело време. имало га е на YouTube, да, али па, добро, да може е технички проблеми, тако да могуќе да се технички проблеми, проблеми. зашто баш у тој момент нека се расправљав таму они и нека давав поддршку. Па добро, да. на засегнати. Да, они викав па има на YouTube, добро, викам ја одма си кажатам, па можда моја мајка нема YouTube, нема Facebook да ме гледа, сака на телевизор да ме гледа, така да те ги ставиме од технички проблеми, ајде да кажем. Нека се стави Така. тој у тој кош, технички проблеми. За мене не треба у никој случај да се каже дека сте ви, да се пребаци топка на ваш терен и да се збори цело време дека сте ви исполитизирани, ради тоа што тоа е пуцање у празно. Тој прво не е истина, а друго политички проблем е ако се нешто треба да се реши у корист на граѓани и гласачи у политички институции компетентни за све овое. Добро, деси се после седница, останува непознато. Да, видемо го свинели. Да, како беше останува непознато што умеѓу време е било. Допадна ми се момент што беше искрен и у твој говор на седницу кажа дека да, имале сте средбе и с премиера. Да. Да, како што сам градоначалник кажа, не пропушти прилику да каже у оној такозвану пресконференцију кад дојде на совет, кад требаше да се одбие тачка, да се стави на дневен ред и он ги иницирал. На нивно барање јас ги иницирав. Ама добро, сега не идемо у ту негову терминологију и тоа е политичко представување негово и сасим е легитимно на некој начин. Ви сте имале средбе с премиера. Допадна ми се момент што викаш, тој ми како да бесмо и со директорку на УЈП. Тој беше како да бесмо на семинар. Може да објаснимо малце повише? Може за семинар ли, да, може да го објасним. За да некој после тој каже, еве, ми ве споисмо со луѓе, еве, со еден телефон, премиера одма е дошја. И што дале? Окој, прва средба што го направисмо со премиера и директорку беше договорена каде градоначалник. После прв протест тој што се деси пред УЈП у Куманово, има смо позив преко да кажу, ајде, неговога советника, дека градоначалник не поканува на средба. Добро, и минели, прифатисмо го тој, зашто да не ми тражимо помош од некој институција. Нормално. Па макар помош дошли од тие што треба. Како викамо, и за сламку се фаќамо кад се давимо, така е да мораше да го прифатимо и сакасмо да го прифатимо, ете да чуемо пошто знаеме дека овој само може на некој политички или не знам институционално да се реши овој наш проблем. Има смо го средбу у Скопје. Мислам дека беше субота,
Тамо беше присутен премиер, директорка, градоначалник наш беше тамо и бесва 5 представника од наша страна. Сви има смо за различито од различито компании што смо работале. Значи тамо имаше од да ги кажа од Кебиар, од ФУР, од армију беше, од Деколог човек беше и сви си ги приложи смо своји ставови тамо пред нима. Ми ги однесе смо многу интересни документи на тој средбу тамо. И кажасте ли га најбитно Наковски? Кажасте ли дека не смо ми овдека и не доваѓамо нити од Сдружение Правда за сите затоа што неќемо да одбивамо да платимо, затоа што или немамо пари или за нема смо здружение, бесмо само граѓани. Кажасте ли га тој дека ми смо туи да Ние на свак протест и на свак говор што смо го направиле, смо увек почнале со тој реченица да кажеме ми не смо политички, него ми имамо проблем и што треба да ни се реши проблем. Значи, јас ако треба да платам некој данок... Кажасте ли им, Џанам, кажасте ли им проблем сте га ви направиле? Да, има и се тоа. И тоа. Кој поред да идемо нели? Добро. Семинар. Не, семинар беше после. А после? После беше семинар. Овој беше разговор каде премиер. Исто ги све искажасмо што имамо проблеми, однесесмо ги сви докази тамо и за платен данак. Така нема смо јоште тој документ што ни га фирма прати од Ирачко даночно деление, ама има смо еден документ каде што фирма ни испрати на сви на мејлови, еве за свакога посебно колку има платено у ирачки динари, со потврдено од нели тоа не е некоја фирма од Танзанија, него америчка фирма е мултибилионерска, нели што да кажеме, ајде што има буџет поголем од овој нашу држава, така да се да не кажем погрешно. И има смо други интересни документчиња каде што поставимо доста прашања и на директорку и на каде што имамо ми наши колеги у цело Македонија, што смо работале од тие проект. Ама тие наши колеги па нема проблем со овој данак, бе. Замисли, ние у Куманово дека УЈП имамо проблем, а они у нино УЈП у пример у Стругу или у Штип или у Кочани нема проблем. Они си само однесе, стигне ги имамо, вика нашли смо ви некои приливи на странство и они си однесе фино лепо пасош или едно лишче од фирма, јас сам од так работаја и они го слободи, бе. И има мејлови за тој. И ми ги прочитамо тие мејлови тамо на тој састанак. Бесме изненадени малку, али одговор беше дека тој неправда ќе има, и мало и ќе има, али ќе ги стигне правда. Нели? А што е правда спора или понекад и слепа? Па, ќе видимо, нели? И тако е неправда е била од веки векова и ќе наша држава нели од увек имала некој неправда да кажеме, али тоа е па било нели како што кажа преска македонецот с македонцот имае проблем, не имае со други. Добро, и после тој отидесте још на едну средбу? Да, после тоа имасмо нели ми еден куп протести, бесмо се сретнувасмо со градоначалника, он него пак тој средбу договори, пошто ми не можесмо сами. Сака смо ми да го повикнемо директорку тој у Куманово, па да дојде таа директорка нели пред сви нас. Организирасмо го салу, комитет, озвучена све. Имаше медиуми мал. Мислу доста ни од онија средбе позади затворени врата и што ги викамо с вас мо нели оној. Да, ви сте засегнати граѓани, ми ќе ви го решиме. Никако да го реши, нема. Беше директорка поканета од нас писмено преку архиву на УЈП, така ни беше кажано да пуштиме едно писмено допис и све службено и после неколку дена преку нинога координаторот дека од УЈП ни беше јавено дека тај средба нема да се деси такој. Она неќе да дојде у Куманово, него не вика у Скопје да идемо. Па да кажу за затворени врата, каде што јавност нема да знае ни ништо, ни наши граѓани не може да знае што ќе збориме ми таму, али еве ми пренасаме одма и одма имасмо одма да дадесмо едну изјаву на Телму, мислу дека телевизија беше, каде што ја и мој колега кажасмо дека тоа беше семинар. Тамо на тој средбу отидесмо исто 5-6
5 или 6 бесмо од нашу страну, колеги, мисло, тие смо од тој тесен круг што го формирасмо овој здружение, беше поканет и градоначалник и он дојде. И тај средба почна, тој ме потсеќа исто како пошто овие фирме ми што работиме и сама знаеш, като отидеш и прво мора да ги слушаш тие 20 сата, сви правила и како работи тај фирма и све тој да ги слушаш, така и овај средба беше таква, почна с прикажување на закони како УЈП работи. И имаше 2 големи телевизора, што ми се нареди спокој и гледамо, и она не ги чита, вика, ми по овие правила работиме, по овие закони. Ама тие закони они што ги прочитаваат, тоа се нивни закони што и ми ги знаеме више, и ми биднамо правници да ти кажем на некој начин, мисля кога ќе запишува и правен факултет после овој све. Почнава да ги читав закони, ама ставке само куде што на нима ги одговара. Пример, еве, члан 96, еве, тој ми се кидал главо, читал го, вика, члан 96, куде што ние сме биле должни, тоа е став 3, ние сме биле должни да сами да го пријавиме, нели, својот прилив, нели, доход, нели, како и да се пишува таму стручно. Ама нега прочитава став 1 и став 2, куде што став 1 и став 2 пишува дека УЈП е должно, таа институција е должна да те информира, да те обавести навремено и све тоа. Значи сви тие ги они рипнасва работе и само не се исчитава оној све на ним што ги одговараш. Све што граѓанин мора да направи, а све што су они дужни да направи, нормално дека тој нема да се почита. Зар сте очекувале нешто друго? Не, па добро, и добро семинар тече и да, и тече семинар и после тој беше вика, ајде сега ќе ви покажеме дека сте били известени 2020 година. И кај еве ќе го земеме Зоран Наковски. Еклатантен пример од Комарово. Да, пошто Зоран Наковски беше тој што пред новинари го повикуваа директорку. Ако може лично да ми покаже и да остави, куте што јас сам бие обавестен за 2020 година, пошто тој беше, она имаше едну изјаву на телевизију, не знам која беше, Телма мислам дека беше, на една емисија куде што вика сите граѓани биле 20 и 21 година, не 21 година на времено известени за 20 година. Добро, и мисля, сви отварамо мейлови, ги тражимо, нели, куде смо би били известени. Ама никој од нас го нема тој. Такој да повикаме она, вика Зора Наковски, ја вика може ли ваш матичен број? Викам, да, матичен број, отвара се. Отварав таму, пошто она не беше сама, него беше с 5 правника, и отварав и има, стои, вика, еве, имаш, треба да платиш за 2020 година, бија си известен. Добро, и се гледamo ми, он е завршил и ја одма викам, извините директорке, ама ово не е коректно. Ја не сам бија обавестен. Не бија си обавестен и преку имейл. Преку службен имейл, нели? Да. А типа све приватни си ги отвараја? Па да, ја службен имейл сега отвори на ПЗС, тако да. И преку службен имейл и ја викам директорки, извини, ма ово не е коректно, викам, ово ми е сакубацено. Ја ваш ни профил не сме имаја на УЈП, едино мој ДДВ, нели, ако сте ги преземале од таму информација, тоа ми е едина регистрација. И после јас си разделам у телефон, ја регистрација го немам направено тој годину, така да и колега што беше со мене, за njega pa znam sigurno дека нема направено, нема ни скенирани сметки ни ништо. После тој састанок, отиде смо, тој беше петак, понеделник, мој колега да провери, он си проверуе УЈП, имам ли ја ваш профил, втори га прв пат регистрирав njega. Значи човек, какав датум? Да, интересен датум, али? Такој да тој датум е
прв пат е регистриран, тако да како они што вика сванене и они маја. А имаше ја еден документ од едного мојега колегу Зоран, да не го кажу сега и презиме, кој само што го немаше га матичен број штетата, и го викам директорке, сега да го бациме, викам овој име и презиме овдека овој ваш систем, сигурно те има данак човек, а он што е проверувае 24 годину, листинг за цел данак, што дали има некои дугови, требало му за устранство, не знам што, тамо све нуле стоje и они нема се одговор на тоа. Друго, вика бија си известен на мејл. Добро, на кој мејл? Вика на твој. Викам, ја ти ga телефон, паспорт, тражите, копајте, не знам што, ја не сум би известен. И го викам, добро, логички не ли е логички, ви да сте ми известиле 21 година. И ја не сум платија данак, па мене 10 пut досак сметка ти ми е била блокирана. Мислам, нели тоа е некоја логика? Сасвим исправно прашање, да. Немав одговор на ништо они тој. Па го тражи, добро, ајде викам еве, ајде викам у вашу архиву, вратите ги тие мејлови, па најдите га мејл куде, баре да ми најдете мејл, куде сте мене лично известиле дека ја треба да дојду ујапо, да виду дали имам нешто да плату или не знам. Така да и на тој нема, има се на тој одговор, кажава дека ми не чувамо постари документи. Не, како што не чував и тој кој е бија 180 дана на отворена држава. Ништо тој не се чува. Да, сви институции у нашу државу не чува по изгледа постари документи од 5 години. Или изгубено у архиву, или архива касни. Се запалива архива или поплава би намали. Имаш еден сега многу нејасен момент, пошто семинар га расчистимо. Добро сте си прошле. Да, интересно беше многу. Интересно сте прошле брифиралеве, кои су ви права, обавезе. Сви на они нас на време ние најдесмо еден диалог на тој што ќе се деси, него само ни кажава, тој забрија ти каже само ни кажава, све ќе биде разгледано, ви доставујте јоше документи. Ја не знам више од Садам Хусаин од Бриз да му га најду негде па да доставу. Друго не знам више што да доставимо, све доставимо што можеше да се достави. Такој купуев време. Да, и кажава ни до 1 вика мај нема ништо вика да знаете, него на 1 мај ви стиза конечно решение, па они ќе одлучи дали ми ќе имамо данак да платиме или нема. Како не су транспарентни и тој највише ве погаѓа најверојатно. Не може тој све ќе биде мистерија до така. А знаеш зашто? Док да се види, док да најдев некога што малце од малце разбира, па тој малце од малце да знае и да ga каже, да ви га соопшти. Значи диалог, што викаш, изостанаја комплетно, диалог, ја не виде некој диалог ни на седницу на градски совет на 25-ти, ја виде оној што па неќу да га кажу, театарска представа, дека беше затоа што, а и да беше лоши глумци, многу лоши глумци, виде исто едну нестручност, за да, како викамо ми кумановци, да ги оправи бе некои луѓи. Да ги оправи и да има решение. За мене не е доволно институција, нарочито ми што го гласамо и плаќамо, да каже, па што сакате? Еве, стави смо го тачку. Прво неќе смо да го ставимо, сега го стави смо тачку на дневен ред. Еве, ние ви даваме поддршка. И имавме долгометражни координации. Решение изостануе. Значи, на поголемо ниво да се стави. Имаме и парламентарци од град. Да, па имаше поднесена тај тачка од другога советника, пошто ми на тие координација смо збориле и за све тој. Ја на сви лично сам ги кажуваа координатори. Еве, сви сте туја, од сви партија. Не ми интересира мене која партија, како. Сви имате пратеници негде. Јавите се, кажите, граѓани на... Искористите ги везе, пошто со везе све функционира дека. Све дека. ги е кажано било. Да. И не кажана јавна поддршка. Не е доволно само некој го познава господју, како се каже Елена Петрова, некој го познава или роѓак во сви се негде нели најдев овој роѓен, да го се јави да каже ајде прими ги овие, види што сакав. Така. Тој такој не се решава ништо. И сега ајде имамо препоруки, ама имамо и наду, ама па немамо време.
до мај, То ти виж малку, да, месец и два да кажеме. да отидемо до мај да поработиме у Хрватску, ќе се отвори сега и Ма плажи не, и гледај, све. ја не знам Сабале дали гледаш. Мислиш дека едно од решење да ги заработиме пари поново надвор и да им ги да им ги вратиме? Више овдека ја ти гарантирам дека од овие овдека наши граѓани, засегнати граѓани, нели? Овие што има даночни решенија, нели? Нема да ги донесе више пари овдека овој град. Тој ти гарантирам, еве. Сви ми засегнати граѓани. Нема Зоране да ги донесев, ама и да не ги донесев, тој некој сака да им ги земе. Да, ми можете дојдеме више надаму на гости само во држава, да ти кажам право, пошто свак нешто планира негде да си отиде или да си сели. Многу голема разочараност. Да. Ја ти кажу искрено, знаеш ли куде гледам да отидам? У Нов Зеланд. Значи на крај на свет, што подалеку од овдека. Тако да исто и знам многу мои колеги што го тако размислував, знам ги колеги и лично ја дека су сви средства што смо ги имале по банки, све су извадени више. Па смо вржани зоки, па родители, па деца почнале школу у незгодну возраст су. Па да, вржани смо, да, сви смо ми многу пари уложиле во овој град и свето. Ама тако убаво е тој супер звучи на муабет, ај сви да сидемо, нели, како што вика, гаси светло. Ама нели си идев луѓе? Идев си, али па и тој не е решење. На крај на ден не е тој решение. Овој проблем изгледа ќе си остане туја, док нешто не знам, нешто не се смени. Али моментално, колко што гледаме, не се менја на подобро, што... Види, Наду ми дава тој што чим сте га формирале здружење и чим е насловено ПЗС Правда за сите, ипак одлучисте да се борите. Али многу е битно у овој момент да се напомене дека ви не се борите против држава. Не. Него ви се борите за права што ги имате, за да живите убаво во овој држава. Многу е лошо што гледај, знаеш дека си управо, и куде и да тропнеш, ти викав да управо си, ама реши си ga преко суд. Еве, ајде да кажеме пример. Или можу да кажу за еднога мојега колегу, стигнал му решенија, исто како на мене што му стигнало, ама на njega му стигнало еш 4 што не су негови решенија. И тој су некои огромни плате таму, да кажемо, иде си он сваки други ден у Ујапа дека у Куманово и ги вика луѓи, ово не су мој плате бе, еве ви извештај од мој банке, значи најдете си таму кој има грешку направено овдека. Разгледува и на крај му вика, извини, вика, не можеме да го исправиме овој, пошто ти имаш издадено решение, тужи си, па ќе видимо на суд. Значи, до тој дојде смо. Да не кажу... До тој, тој ќе кажу. До тој, да дојдемо. Очигледно не го знаев стару кумановску изреку, овдека се си правив будали. Овдека имало, не, изрека, како беше, крке се правија будала, ама да не иде у војску. Нега, ама тој било на времето, за конкретно нешто се правија будала. Овдека не се толку правив будали, колку што сакав дупе да си го осигурав на определени позиции и знаеш го оној нашу познату ајбе да не се мешам, да не се чуем, абе да не ме видив, можда изгубу работу. Само мирно да е, како вика, само мирно да е. Ја стварно не знам. Јас сум доведена у ситуација да не знам ни едну додатну препоруку да ти дам од овие веќе толку убаво напишани. Што има многу препоруки. И што има, ова е најинтересна, куде што вика, ми ќе кажемо на УЈП, они на рате да ви направив. На бонови бе. Бате не ме брани. Бате не ме брани. Ништо, некомпетенција страшна нестручност за да се уопште да се дискутира на исправан начин за некој проблем. Да не кажемо за крај на овој подкастрување дека смо изгубиле наду и дека стварно сви ке се одселив. Да кажемо дека нити па да кажемо ми ве поддржуваме у протести. Ја не може да кажу
ако сам снимала подкаста еден док сте ви биле на протест, ја не може да се ваду и да кажу, абе ја на работу беше не дојде, да сам сакала. Да, има многу колеги да сам наши, сакала, дошла би, Така е, нели? И така е. доста више, мене ми е доста више од тие изговори. Така е. Знаеш, не сам имала време да ви напишу, барем поздрав да ви прату еден банер, некој убав што нема да ги... ги... убави банери, зашто Ма сте убави банери. Примерно, оној мајца што ни беше управа за јавна плячка. Сега, Да. не ми беше испеглано, ја ти го влечте сега, али... Знаеш, и протест е на некој начин некоја герила акција, која што треба да се... Со кој што треба да се... Устав дадено, како викав. Нели, и тој си е ваше право. Како беше оно? Докторе, многу кашлjem, што имате против? Ништо немам против. Слободно си кашлете. Овој такој ми личи. Како американци што викав кога се разболиш, пи воду, не ти треба апчики, само воду пи. Така е. Значи, плюс сте ви и не сте арни, вакцинирани сте биле со кој знае колку вакцине. И тој момент картончиња испунети. И тој момент треба да се земе у обзир, знаеш, сега изговори и разочарење насочено испрема, што викаш, fellow citizens. Значи, испрема, можда али на нима тој ги е цел, да се завртимо едни против други. Да. Да знаеш дека тоа има некоја агенда, 100% ти кажувам. Има сигурно, да. Зашто се пушта в ботови? Некој да вика тој, ми викамо, од завидлак, некој напишае. Не се работи овдека само за завидлак. Да, има. Овдека су и лажни профили, провокација. И затоа многу сум среќна што постои правда за сите. Да, па имамо ми гледа сега. Само треба активизам да се зашто правда за сите убаво е име. Не значи овој или правда или неправда. Или не значи овој да си ти усмерен, да сме ми усмерени спрема некоја институцију, не значи овој дека ми неќемо да си ги испунимо граѓански обавези и дужности. На друго ниво треба да се да се постави и да се подигне и да се разбуди активизам каде луѓе. Ке продолжите с протести, нели? Да, како не. Само мислам дека нема да ги правиме свакодневни, да кажу, него има еден пат или два пат у неделю. И сега су ни гледаш протести малку поинтересни, не су како порано да викамо тој само пред УЈП, него идемо низ цел град, шетамо, да кажемо, марш, што ни е таква замисла да го блокираме малку град и да ги освестимо свите оние луѓе. Малце ли блокирани, па вие га блокирате? Не, па ми го блокираме со Не може идете таму со каде што не работи в семафори, молу ви се. Добро, таму каде што трепкав на помаранчасто. Проваѓамо таму без проблем, блокиран ни е град, тој ни е замисла. Друго ни е замисла да ги видимо, знаеш, кад проваѓамо низ улице, абе, како не знам, Тито да проваѓа. Сви искачав по прозори, гледав не, мафтав ни, ама не, знаеш од што го гледав тој? Кој е да видив? Кој искочија, не да каже, овие луѓе стварно има проблем. Да, 2008 види га. Ирак. Да, не ли ги срам колку паре зема, малку ли ги е паре, не знам тако е. Тако е да, па ќе кажу, повикуju ги свите. Па затоа викам правда за сите, не значи само ваш ваш проблем да се реши. Овој движение ќе продолжи дале и ќе се боримо за сви како права што ги имамо, мислам тој су ни наши. Може ли на пример и некој што не е работаја на проект да дојде и еве овој приступницу да го може, зашто да не тој искача дека не поддржува, така ли? Да. А може свак да си дојде. Не само граѓани што су засегнати, да кажем, да, засегнати. Многу интересен збор те. Така да може и свак граѓанин да се зачлени. Ми смо туја сваки ден, имамо радно време, имамо си своју, да кажу, групу више, не е оној, сви го знаевте, има смо едно многу голему групу на Вибер, куде што има смо милион ботови, па пуштавни муабети, па не знам, провокација. Да, тоа ни е више све исчешljено на некој начин, сега ни останава само тие чланови што су ни и таму си ги ми обавестуваме за наши, нели, поступки и што правиме и како правиме. Мада свак може да дојде овдека, нели, и ќе му објаснимо на свакога што су ни активности. Па да, кој е cilj што су активности, мора тој да биде. Имамо, да. Мора да биде поартикулирано и информација што се дава во јавност и све и да се здружимо, да не идемо
Јошен пут да кажемо, не идемо против државу. Па, Идемо да направиме нешто конечно за себе с инструменти кои што држава ни ги дала и су легитимни да не оплячкав. Па да, на некој начин да, и плячка. Плячка, треće да, крај. па зашто викамо управа за јавна плячка? Сега да не погрешу, тој не е само нели како замисла некој банер за Не, па мора сви инструменти да се користи, ту е и сатира и хумор и све, значи да, мора. све има, али и како што сама знаеш, мислу дека и неправда е тоа што ни ги тако зимав тие пари, тоа се огромни суме на пари. Да, работи се ипак за големи суме. Големи суме на пари су. После толку години некој да ти каже што 23 години никој не га ни спомна тој, мислу спомна тој неколку пати, јас знам, и 2000 и да кажемо 7 годину беше поставено тој прашање, па за Талашкасе, да кажу, на Кумановски, 2013, 2019 па беше све тој, Ама не е нигде јасно, не е нигде. Спомнамо, чекај, едно само нешто забравимо. Имаше една изјава на директорку каде што она вика, вика имало пропусти, ама треба претходно вас да ги тражи. Да, сега тоа е толку сега модерно. Да се префрлюе топка, нели? Ама има још еден поинтересен момент за све, тој њојен одговор, баш каде на тој сред едну каде што отидесмо и сега ја гугвам, читам право да видам кој е тај претходна власт, нели? Отварам УЈП, кој работае тега и го најде дека тај иста директорка е била на тој функција. По њојну биографија јавно што го испринтамо и јаво го презентира на њима. Викам, извините директорке, викам фала ви што толку брзо кажасте на телевизор после неколку дана после протест дека вика има пропусти или да тражиме претходна власт. Ја викам тај претходна власт и ви директори. Викам ви од 2017 до 2024 сте главен раководител на сектор за даночно оделение. КАТ 8 запамтига кад беше у главна зграда, таму е била да работи, мислам она е била таму. Њојен одговор беше, она да работала, али не имала ингеренција на све тој. Тако е да... Тако е, се вади сви... Најубаво да, вика тој била претходна директорка крива, не она што била глава на тај сектор. Сви претходни су криви и тако е све. Тоа е еден магичен круг кој што ga знаемо, али многу ме интересира дали ве некој посаветува, некој правно лице, има ли овдека основа што и да биде у мај, ако не биде нели у вашу корист, решено, има ли основа да се поднесе тужба у суд за човекови права у Страсбург? Да, прво гледа сви ми овдека од Куманово и од други градови су поднеле тужбу на тој решение, пошто тој решение ни гласеше убаво, право на жалба имате рок од 30 дена до управа, мисля дека беше суд, до управен суд, и сви мисли негде смо своји адвокати на некој начин, приложи смо си ги свите документи што си ги имамо, за платени данаци, за, не знам, за престој тамо што смо работале, лични карте што сме имале привремени у тие држави, престој сме имале, адресу сме имале, све сме имале таму, и свето е приложено и тие наши адвокати изнајдева многу некои чланови други каде што пропусти нели на овој институцију, и свето е наведено и свето е поднесено, така да имамо позитивно мислење од наши адвокати. У почеток се и плашесва дека овие наши, да ги кажу, кумановски адвокати, неќесва, мислам не неќесва, сви сакасва, ама не знаесва како ќе биде све тоа. Сега е подруго малку, дека видева, дека дознавага и проблем, пошто никој не се толку голему групу на луѓе да имаја ваков проблем с некои данаци кои што на некој начин да кажу дошле после 5 години. Кој да, тоа е голема група и тако да сега е полако све, сви ни дават зелено светло, на прав пут смо, али ми не застануваме како заедничка тужба, ако се иде не у може да Страсбург. биде заедничка, пошто сваки има свое решение, свак број на решение и свако е поединечно. Така да ми смо спремни, еви како здружение,
и како поединци пуно, ја што знам поединци, можда нема с тебе свите 100% да се сложив на тој, ако не одбиев одека од овие наши судови да кажу, ми идемо на поголемо ниво. Идемо и до Страсбург и до куди и да треба. Значи ми правдото си го терамо до крај. Како викав, правда за сви. И нека биде правда за сви. Така е. Фала, Зоран. Има ли нешто што забрависмо да го кажемо? Ја мислам дека суштина е Да, многу суштина битна е, да, да се потенцира. Суштина дека до сега на засегнатите граѓани само поддршка се дава. Да. Да. Со збор. Мислам дека све е опатено, зборови. така да ми ќе се дружимо, изгледа после овој проблем нема да застане туја. Ми не е само 20-та година, ми имамо и 21, 22, 23, 24, 25 година, така да туј ќе сме ми, ќе се дружимо сигурно. Туј ќе сме. Нели у Нов Зеланд ќе Па добро, може. Ќе ти дојдеме у Нов Зеланд далеко е. И тамо ќе снимамо. Далеко и УЈП ако идеш пешки. Да, ако идеш пешки. Не, затоа ми се масмо канцеларија близко до УЈП да бидам. Така е, добро. Јас неќу да звучи тој како флоскула, дека сакала би и сви луѓе да ви дадев поддршку. Сакала би да ви дадев поддршку тие што треба. Али не на вас сега не ви треба поддршка. Сакала би овој да се реши, не да биде у корист на граѓанина кој што ќе се осеќа, кој што нема да размислува да иде да живее у Нов Зеланд. Може така да го кажеме? Може и така да кажеш, можеш и да кажеш реалну поддршку. Гледај, ми не бегаме од данъци, па и не тој забравимо да го кажеме. Не смо забравили. Да, не бегаме не бегаме од данъци. Мислам, гледај, држава живи од данъци, да воли. Ако имаш да платиш данък, да, плати го, ама не на овој начин како ми што треба да го платиме. И не ги давај не известување на 2 февруар. За Бога милога. Да. Добро, поздрав друштво, видимо се на протести. Важи, фала и на вас што дојдесте, па увек наши врата се ви отворени, може да дојдете и ќе ви направиме едну пристапницу. Не сме политичари, ама пристапницу одма ќе го направиме. Не сме политичари да обеќамо, али у име на екипу... Нема везе по обеќај што, не си обеќав нешто. Не, у име на екипу на подкастрување, може да кажемо дека ќе се заложимо овој све овако убаво и снимка да се покаже таму куде што треба. Следеќа гостинка ни е парламентарац човек, така да ќе го поставимо тој на малце повисоко ниво, па макар ви од тамо дале и само поддршку. Па добро, нас увек само не поддршка ни дав. Друго нема. Да. Фала за све. Фала ти на тебе.